Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, коуч под супервизија на програмата Оли. Ова видео денес е инспирирано од една многу популарна, позната и често зборувана тема, а тоа е негативните коментари. И се надевам дека видеото ќе биде кратко. Решив да го снимам на брзина, инспирирана од една анализа на тие негативни коментари и нема многу да зборувам. Ќе кажам неколку работи кои што мислам дека ќе ви помогнат доколку ве иритираат негативните коментари од луѓето кои што ви се блиски и знаете, ги познавате по порталите, или пак случајно дофрлени негативни мисли, навреди, коментари во продавница, на улица, во различни чекалници, пред трафика, на бензиска, на раскрсница. Луѓето секаде знаат да коментираат негативно, да ве навредат, да се обидат да ве понижат на тој начин. И тоа е, за жал, нашето секојдневие. Она што можеме ние да го направиме, да не бидеме дел од тоа секојдневие. И едноставно да не му придаваме важност на тоа. Јас да кажам дека добивам негативни коментари, нема многу негативни коментари, добивам некои коментари од типот а што мислиш ти, па се знаеш, лесно ти е тебе, скриена за тастатурата, со каква леснотија го кажуваш ова, не е толку лесно да се направи. Јас сум апсолутно свесна дека луѓето кои ги пишуваат тие коментари немаат никаква врска со мене, затоа што тие не знаат ништо за мене. Луѓето кои ни коментираат и кои се негативни и кои што не навредуваат, како прво, не познаваат. Како второ, најверојатно да не сретнат во живо, нема да ни го кажат тоа. Како трето, не ми е грижа каква емотивна реакција ќе предизвикаат кај нас или напротив, сакаат да предизвикаат, да не извадат од рамнотежа, да не изнервираат, да влеземе во некоја дискусија. Исто така и нас не треба да ни биде грижа, не знаеме ништо за нив и не постои начин на кој може да допрат во нашите животи уверувања, размисли, ако ние не им оставиме простор за тоа. Негативните коментари зборуваат за луѓето кои што ги кажуваат, не за нас. Негативните коментари зборуваат за тоа дека постојат луѓе кои имаат во себе гнев, агресија, не им е убав денот, денес им е тешко, чувствуваат завист, немаат со кого да разговараат, не знаат како да го испразнат тој свој гнев и агресија и решаваат да пишуваат под различни текстови на различни страници и случајно во групата од сите текстови денес сме се нашли и ние со нашиот текст, со нашата објава, видео, што и да е. Ние, како ние, сме тотално небитни. Ништо лично нема таму. Не им сметаме како личности, затоа што не ни познаваат. Им смета нашата фризура, боја на коса, изгледот, шминката, облеката, забите, гласот. И го искажуваат тоа јавно, гласно, гневно, не мислејќи. Ако пишувате негативни коментари, тогаш барем напишете ги на кирилично писмо и внимавајте на правописот за да може да се разбереме. Јас никогаш нема да ви оставам коментар на латиница, нити коментар кој е вулгарен, безобразен, дрзок, затоа што немам потреба за тоа. Исто како што и секогаш немам потреба да ве пофалам, да кажам дека нешто што сте направиле е прекрасно, го мислам тоа и го чувствувам, меѓутоа денес не ми се коментира. Дали јас ќе прокоментирам некому или не, зависи само од мене. Исто така и на оние кои коментираат на различни страни, портали, на вашите постови, на вашите видеа, нема врска со вас. Тоа е нивна одлука, нивна желба, нивна потреба. Луѓето се празнат така. Затоа постои една прекрасна опција на Facebook, па и на YouTube, се сокрие тој коментар. Понекогаш дури и да му се стави лајк, чисто да се израдува коментаторот, а потоа да се скрие. Понекогаш да му се даде некое поинтелигентно објаснување, само да му се посака убав ден. И едноставно да не се остави простор, време, за да се надоврзува дискусијата, за да паѓаат уште понегативни и понегативни коментари. Исто е во приватниот живот, во реалниот, во физичкиот. Не зависи од другата личност дали јас ќе реагирам на нејзините опаски, забелешки и навреди. Од мене зависи.
Ako jaz ta ličnost ne jaz smetam za reper, zato jaz kako treba da izgledam, da зборувам, да живеам, иако нели никој не треба да биде наметнат репер авторитет, ние сами бираме на кого се угледуваме, од кого ни е важно тоа што ќе го кажи, на што придаваме значење, чија поддршка ни е потребна, чиј позитивен коментар ни значи, чиј негативен коментар може да не допре. Во име на тоа, јас едноставно не влегувам во такви дискусии. Не ме интересира. Може да се каже, не сакам да ми се обреќаш така, не сакам да ги слушам твоите негативни коментари, не сакам да ме повишуваш тон, не сакам да ме навредуваш. И апсолутно имаме право се завртиме и да си заминеме и во моментот да го заборавиме тоа што сме го чуле и да и го оставиме подарок на личноста која ни го упатува. И знам дека не е лесно и знам дека од време на време ќе се подлизнеме малку, ќе паднеме на некоја провокација, ќе посветиме повеќе време отколку што треба, некогаш ќе изгубиме контрол, ќе вратиме на ист начин. Се е тоа нормално и се е тоа дел од животот и сите ние сме човечки суштества, меѓутоа битна е намерата. Битна е целта и битно е секојдневно да се работи на себе. Ако јас не сакам да бидам како тие луѓе, не постои начин тие да ме навлечат на танок мраз или да ми спровоцираат и да им одговорам на истиот тој начин. Не постои ни начин да ме допрат нивните негативни коментари, негативни мислења, затоа што јас имам свој живот, јас имам свој ден во кој се случуваат многу прекрасни работи. Јас имам недоволно време за да уживам во животот, да се одморам, да бидам со луѓето кои ги сакам. И од сето тоа недоволно време од кое крадам, дали вреди да им посветувам време на оние кои затоа што немаат што да кажат, немаат што да прават, затоа што така покажуваат својата моќ, го хранат своето его, преку тоа што ќе ме вреѓаат мене. Добро, во ред. Ако тоа им треба, слободно. Меѓутоа, знаете како викаат, непримениот подарок останува во раците на тој што го подарува. Исто така и непримената навреда, негативен коментар со лоша намера се разбира, останува на тој што го изговара. Изборува за него. И јас, односно ние, немаме ништо со тоа. Понекогаш дури можете само да им се заблагодарите, затоа што ви дале уште една можност да проверите до каде сте вие. До каде сте вие со вашата рамнотежа, до каде сте со тоа дали ви е важно нивното мислење или не, кои се тие луѓе за да ви биде важно. Зошто ве вреѓаат и повредуваат, што е тоа во вас или во нас на што треба да поработиме и да се посветиме. Таман работа, ако решите да се занимавате со јавна работа и секој коментар ве допира. И што тоа? Тоа не значи дека луѓето треба да коментираат така. Тоа не значи дека нив им е се дозволено, туку дека ние треба да научиме да се носиме со тоа. Реков, можете го сокриете коментарот, да го блокирате човекот кој ви пишува. И толку. Во животот исто така. Можете си свртите грб, да си заминете, да завршите некаква приказна однос. А ако не можете да го завршите во ред, заборавете го во моментот. Разберете од каде доаѓа. Среќните луѓе не навредуваат, не повредуваат. Луѓето кои имаат живот, кои се задоволни од тоа што го имаат, кои имаат што да прават на крајот на криштата, имаат со кого да зборуваат, да пијат кафе, да прошетаат, имаат толку прекрасни работи на овој свет. Зошто би седеле да пишуваме негативни коментари и да вреѓаме други луѓе? Зошто би го правеле тоа? Затоа што нешто во нас боли. Затоа што таа болка бара да биде ослободена преку коментари на луѓе кои не ги знаеме, не ги познаваме, надевајќи се дека така ќе слеземе неповредени. Разберете ги тие луѓе. Ако тоа не ви смета и не ве допира, оставете ги. Тоа е некаков вид терапија, па помогнете и потоа сокрите го коментарот, блокирајте ги, а во животот кажете им, добро, во ред, ти благодарам, затоа што ме освести за тоа што носиш во себе, како се однесуваш, колку ме почитуваш, и сега си одам и ај ти завршим. Да, не е едноставно, знам дека не е едноставно и не е секогаш можно. Меѓутоа, немојте да заборавите. Ние дозволуваме на кого ќе му посветиме време, што ќе не допри и зашто ќе си го трошиме времето
Негативните коментари зборуваат за тие што ги изрекуваат. Немаат никаква врска со вас. Среќните луѓе не навредуваат други луѓе, уживаат во својата среќа. Луѓето кои чувствуваат дека имаат моќ и контрола, ама на вистина, над себе, над својот живот, немаат потреба да воспоставуваат моќ и контрола над други луѓе, а особено не на начин што ќе ги направат помали, безвредни, што ќе ги изнавреѓат, што ќе ги повредат. Не. Од нас зависи како ќе се носиме со негативните коментари, вели нашиот народ, но луѓето устата не можеш да им ја затвориш, меѓутоа можеш ушите да си ги затвориш, можеш умот да си го пратиш на пасење, да отпатуваш, можеш да заборавиш, да избришеш, да селектираш важно од неважно. Се додека има негативни и позитивни коментари, што исто така релативно, и едните и другите зборуваат за структурата на нашиот колектив, за местото и времето во кое живееме. Тоа е само една целина, една приказна, од која може да учиме за луѓето околу нас, за различни категории луѓе, а сите сме исти. И кога би биле свесни за тоа, не би се вреѓале, затоа што кога ги вреѓаме, се вреѓаме и себе. Вреѓаме еден дел, една структура од човештвото и општеството, кое што ете, не е според нашите стандарди. Си даваме себе си на значење и тоа во суштина е многу тажно. Па зошто да им се лутиме на тажни луѓе? Не е убаво да им се лутиме на тажни, завидливи, празни луѓе, кои немаат на што да го потрошат своето време, кои немаат со кого да споделат, па решиле да бидат безобразни, дрски, да повредуваат други и така да им олесни. Тоа е нивен начин. Нас ни останува само да се надеваме дека еден ден ќе го сватат тоа и ќе им досади и ќе престанат и нема да ги задоволува и нив. Дотогаш, бидете позитивни, останете во позитивна енергија, пишувајте вие позитивни коментари и живете си го животот. А луѓето ќе коментираат. Тоа им е работа. Коментирајте, ставете лайк, споделете го видеото, приклучете се на каналот или едноставно исклучете го видеото и одете, поминете време со своите најблиски во природа. Направете нешто за себе. Направете некој добро дело и на тој начин дајте го својот позитивен придонес. Се додека расте позитивното, нема да има многу простор за негативното. Не го заборавите тоа. Се најубаво.